По милоста Божја, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со Светиот архиерејски синод, по повод божичните празнувања, испраќа мир и благослов од Бога до свештенослужителите, монаштвото и до сите верни чеда на Македонската православна црква. Еве ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска во градот Давидов ни се роди Спасител, кој е Христос Господ. Возлюбени празниколюбци, дојдете да се возрадуваме и да воскликнеме пред Витлеемскиот Богомладенец. Придете со радост и воскит да извикаме слава на Бога во височините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Оној кој предвечно постои, се роди кога се исполни времето. Бог ја прими нашата плод, нашето човечко тело, за да го возобнови и исчисти од гревот нашиот извалкан образ и како созданија подложни на смртта да не обесмртат. На овој ден Синот Божи воспостави нова заедница со целото човештво. Бог стана човек, се вочовечи за човекот да го соедини со себе си. Во градот Витлеем, длабоко во ноќната тишина Словото Божјо, кога човекот Христос дојде на земјата, се облече во нашето тело, сакајки да го обожи со своето божество, објаснува Свети Климент Охридски. На ист начин, Синот Божи постојано се раѓа во нашите души, онамо каде што замолкнува разумот, тамо каде што единствено е присутна молитвата и каде што умот е исправен пред Бога Господ Исус Христос, очекуваниот миротворец, се роди на земјата како незнаен и непознат, а и само мудреците, пастирите и ангелите дојдоа да го пресретнат во Витлеемските јазни. Па да им се придружиме и ние на тие поклоници пред Богодетето, како и на сите праведници и луѓе со добра волја, славејќи го и фалејќи го Бога за се што е чуено и видено, зашто голема е тајната на побожноста. Бог се јави во тело и беше проповедан на народите и светот му поведе. Возлюбени чеда во Витлеемскиот Богомладенец, преку воплотувањето и вочовечувањето Синот Божи, веденото спасение на сите луѓе, од невидлив стана видлив и се свести во своето создание, се облече во нашето тело за да го обнови човечкиот лик, изведбен од гревот, како што поучува Свети Климент Охридски. Тој спасоносен настан направи на луѓето повеќе да не постојат пречки за средба и единство со Вседржителот и Создателот на се. Преку Христовото рождество се утна преградата помеѓу сознанието и Бога, која беше подигната поради човечкиот грев. Вратите на рајот се отворија и човекот се врати при дрвото на животот, од кое што ќе може вечно да се храни со небесниот леб. Семилостивиот Бог, според својата бесконечна добрина и неизмена љубов, од своите созданија прави благодатни учесници во својата слава, изобилно дарувајќи ги со своите бесконечни совршенства. Тој ни подари се што е потребно за живот, да може нашата немоќ да биде исполнета со силата Божја, нашата неправда да биде исправена со вистината Божја и нашето незнаење да биде просветлено со светлината Божја. Господ Христос, Спасителот на светот, е во нас и меѓу нас. Ете, тој е славната тајна на денешниот ден. Затоа слава ти, Господи, што ни го даде овој ден за прославување, за благодарност и за радост. Слава во височините на Бога, слава на Неговото неискажливо милосрдие, слава на Неговата бескрајна премудрост, слава на Неговата промисла.
слава на неговото големо човеколюбие. Возлюбени чеда на нашата Свети Климентова црква, да го молиме се милостивиот Бог да не удостои во престојното 2016 лето Господово и таму во татковината и овде меѓу македонците по светот, достојно да ги одбележиме 1100 години од упокоението на најголемиот македонски духовен великан Свети Климент Охридски, просветителот, чудотворецот и основоположникот на славната Охридска архиепископија, патронот и закрилник на нашата македонска православна црква. Во оваа Свети Климентова година добро е да се подсетиме на великите дела, на огромното духовно наследство оставено од овој наш небесен покровител, па преку личен подвиг да го следиме неговиот пример. Свети Климент трудолюбиво и предано работеше на македонската духовна почва и закрилувајќи се со Христа светлината на светот ги растеруваше темнината и мракот на незнаењето и неверието меѓу нашиот народ. Тој правилно ја разбираше силата на Божјата благодат и духовната светлина, која просветлува и осветлува, па затоа преку поука и личен пример ја утврдуваше добродетелта во срцата на поверениот му народ. Вооружен со силата на евангелската поука, многумина доведе до богопознание, ја искорени грубоста на мислата и го благородни карактерот на личноста. Него, како учител, покрај другите добродетели го красеа љубовта, молитвата, смирението и трудолюбието. Преку својата пастирска дејност, вршејќи евангелско дело, македонскиот род го преобрази во свет народ, па затоа од Бога беше удостоен со апостолска благодат и равноапостолско достоинство. Возлюбени чеда во Господа, подучени од светите богоугодници, да го молиме Господ, нашите срца да станат плодни ниви на добродетелта, па во секој од нас да потече извор на мир и братска љубов. Господ Христос е нашата моќ, нашата помош, нашата утеха, нашата радост и нашата надеж. Тој како човеколюбец, со благодатната сила на својата правда, нека ја подкрепува нашата света црква, за да истраеме по патот на вистината, да го заштитува нашиот благоверен народ и со својот свет дух да ја ороси нашата македонска земја, да ги запре омразата, поделбите и меѓуземните непријателства, да не умудри сите заедно вдахновено да работиме за добробит и напредок на нашиот народ, да ги исполни нашите домови со љубов и со изобилна радост, да ги земе под закрила нашите училишта, да ги просвети со спасоносната светлина благочестивите учители, наставниците, раководителите и свештенството, да ги благослови со своите добрини нашите ученици и младината, затоа што тие се утрешниот разум и совеста на нашата татковина. Домовите на сиромасите да ги подкрепи и да ги исполни со вера и трпение, а на богатите да им подари сила за чинење на добродетели и на милосрдие. Милостивиот Господ да биде покрај постелата на болните, да ги заштити вдовиците и сираците и на сите нив да им подари вера и блажена утеха. Во Господа е нашата радост, нашата љубов и нашиот живот. Нему му се молиме да ги чува нашата Свети Климентова црква, слободата и независноста на нашата татковина. Светлината на Вифлеемската звезда нека ни го осветлува патот кон духовното совршенство, да исполнени со благодарност и во мир да воскликнеме со целото свое битие. Радувај се вселено, Христос се роди. Амин. Христос се роди. Христос се роди.
se rodi, čestito i blagosloveno novo koleco Gospodovo, arhijepiskop pokresni Makedonski Stefan, od Fenovike na Svetio,